бидејќи немаме конкретен предлог формален на маса, барем јас и вие не сме Ние виделе. двајца немаме. Точно, хипотетички. Подобро е за Македонија да прифати некое решение како ова за кое што се зборува 2027 без право на глас или може би да ризикува уште 10 и повеќе години да биде со овој кандидатски статус кој што го има и буквално да не мрдне од мртва точка. Значи, ние како организација, кажа и на претходните интервјуа, дека не поддржуваме генерално како позиција, бидејќи нашите вредности се чисто европски и нашето лого е Европа, цела Европа е Европа. Нормално дека секоја сериозна дипломатија и власт, не зборам за нашата, зборам за сите овие во нашите 6 држави тука, сериозно треба да разгледат секој конкретен предлог и да се донесе одлука врз основа на реалните ситуација на терен и да се направи една едноставна кост-бенефит анализа што нас би ни придонело и дури и таков вид на проширување. Значи, џабе ние зборуваме, антиципираме кога параметрите, да речам, имаме некои параметри, но има често и ѓаволот е во деталите. Значи, мораме буквално секој проред, секој ред да го проучиме од тоа што евентуално би ни се доставило во некоја скорешна изјава, ако се стигне до тоа.